Следува она кое што и го најавивме или нашата утринска тема и генерално она на кое што го ставаме фокусот во ова издание на утринската. Се разбира одбележувањето на денешниот 3 декември или меѓународниот ден на лицата со попреченост. Па затоа сметавме дека е добро покрај тоа што имаме наша утринска тема во студиото каде што зборуваме за предизвиците на лицата со попреченост и нивното секојдневие, да имаме ваква тема и на терен или заедно со Марија. Марија ќе ни даде една увертира и на нашата тема, но се разбира и повеќе детали ќе слушнеме во разговорот кој што таа ќе го води заедно со нејзината соговорничка Ирина Лозановска за предизвиците на лицата со оштетен слух. Марија, добро утро. Марија, добро утро. Добро утро, колеги. До вас токму така ќе го одбележиме од терен денешниот ден, меѓународниот ден на лицата со попреченост, 3 декември, кој имена воспоставен од Обединетите нации во 1922 година. Секоја година овој ден носи иста порака, односно дека лицата со попреченост заслужуваат всушност рамноправен пристап и достоинствен живот. Во ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе за сите оние предизвици со кои се соочуваат лицата со оштетен слух. Наша денешна гостинка е госпогица Ирина Лозановска, Панчевска, која е родител на дете со оштетен слух. Да ја посакаме добро утро. Добро утро и до мене и до сите гледачи на Телма телевизија. На самиот почеток, како родител на дете со оштетен слух, што представува денешниот ден за вас? Какво значење има? Денешниот ден не треба да биде еден ден. Лицата со попреченост го живеат својот живот секој ден. И не треба само еден ден да бидеме свесни за нивните проблеми и предизвици што ги имаат секојдневно, него треба да биде тоа секој ден. Ќе почнам со еден податок кој што исто така го прочитав од Обединетите нации утрово, дека 1,3 милиарда луѓе во светот имаат некаков тип на попреченост. Тоа му доаѓа некаде 16-17% од светската популација, или просто качено секој шести од нас има некаков тип на попреченост. Од друга страна, ако зборуваме за децата со попреченост, рачунете дека тоа се секое шесто семејство секојдневно живее со предизвикот на попреченоста која што го има неговиот член од семејството. Така да не треба да биде еден ден, треба да подигнеме свесноста и треба да им помагаме секојдневно, а не еднаш во годината. Со какви предизвици се соочуваат лицата со оштетен слух или конкретно ако го земеме вашето дете кое има скоро 14 години, со какви предизвици во општеството и во образовниот систем се соочува 14 годишно дете кое има оштетен слух? Прво морам да го пофалам, се ми многу гордо и многу силно се носи со сите попречености што ги носи. Прво е стигмата затоа што е невербален, зборува знаковен јазик и првата пречка, бариерата говорот, веднаш е исклучено од друштвото. Многу им е тешко на децава да го вклучат во секојдневните игри. Тука доаѓа образовниот систем, тој нема функционални попречености, значи може да го совлада материјалот, меѓутоа материјалот треба да биде прилагоден на него разберлив начин, дали тој ќе биде на знаковен или ќе биде на сликовно, визуелно, смарт табли кои се уште ги немаме во училиштето, потоа во секојдневниот живот. Самостојно доколку влезе во маркетче. Да, во локалните маркетчи го знаат, му ги научија гестовите, па го разбираат, меѓутоа што во нормална продавница едноставно знаете како се плашат, не заобиколуваат. Не сме ништо поразлични од сите други. И ние заслужуваме еднаков пристап и еднаква почит од сите околу нас. Напоменавте за сите проблеми и предизвици со кои се соочува, пример, во продавница. Односно, вработените не би можеле да се разберат со него. Со какви предизвици се соочува во здравствениот систем? Исто така, значи, ајде вака, кога ќе дете на слушни родители, па ние родителите можеби можеме да објасниме на докторот што е проблемот или маката. Меѓутоа ставете се на глуво возрастно лице. Не знам, има проблеми со дишење, добил терапија, треба соодветно да ја прима таа терапија, влегол во аптека, не може ни фармацевтот од другата страна да му ги објасни насоките кој со кој лек има интеракции, кој треба да прима храна, кој не треба, или не знам,
Ајде ќе одам на друг пример. Свадба, влегле во црква, не го разбираат сите тие насоки што им ги дава духовното лице од другата страна. Влегол во банка, треба да земе кредит, може било какви предизвици. Едноставно овие глуви лица живеат во страв дека некој може да ги изманипулира, да ги изигра, да ги потцени и некако се повлекуваат од секојдневниот живот, не дека не можат да го направат тоа, него од недовербата која што ја имаат од надворешниот свет. Сме зборувале на оваа тема и претходно во нашите емисии сте напоменали стигмата околу слушните помагала кај лицата со оштетен слух. Колку ова всушност го потврдува фактот дека на некој начин и немаат рамноправен пристап како другите? И немаат рамноправен пристап, пак ќе го повторам, но колку пати го повторувам, значи секој втор од нас носи научари, меѓутоа не сум забележала дека секој втор од нас носи апаратче за слух, без разлика дали амплификатор или кохлеарен имплант. Значи и слухот и видот се сетила и нефункционирање на видот или на слухот е еднакво. Значи еднакво би рекла дека научари се еднакви на апаратче за слушање. Меѓутоа, ние сме тие што комуницираме со Вселената затоа што имаме нешто на главата. Ние сме тие што не зборуваме па овој глувиот нема да не слушне. Ние сме тие што може да не потиснат и да... Знаете како секојдневно ги трпиш погледите и да не е вербална. Овие деца се невербални, меѓутоа ја разбираат гестикулацијата на секој од нив. Доволно е да се направи лоша гримаса, негативна енергија. Тие ќе го разберат тоа затоа што зборуваат знакове, на знаковниот е гестикулативен и емотивен јазик. Многу подобро би забележале од друг. Долго време сте дел од Сдруженијето Кохлеарно срце. Како ова здружение се бори на некој начин за лицата со оштетен слух да имаат многу повеќе рамноправен пристап отколку што имаат сега? Ајде вака, прво морам да истакнам дека Кохлеарно срце прво и основно се бори во самото здружение за глуви, затоа што овие наши дечиња со самите импланти кои што ги имаат добиено добиваат статус на слух, значи имаат слух, меѓутоа тоа е роботски и некако глувите не одбегнуваат затоа што не сме веќе тотално глуви, него еве имаме некаков апарат и веќе слушаме. И не сме во светот на тоталната тишина. Ма еве да го појасниме тој дел. Имаме некаков слух, но тој слух не е ист како овој што го слушаме ние. Значи тоа е роботски глас кој што, значи буквално процесор на главчето кој што го прима секој звук од околината и го пренесува до мозочето. И мозочето потоа треба да научи и да одвои што е шум од дрвата, што е лаење на куче, што е, не знам, брмчење на кола, а што е говор. Потоа да го одвои од говорот кој збор, на кој начин е кажан и што значи, доколку постои рана интервенција. Повторно ќе потенцирам. Рана интервенција во форма на се диагностицира глувоста меѓу 6 месеци и година дена. Имплантот се постави на година дена. Светските рамки покажуваат дека децата развиваат говор до 4-5 година. За жал, кај нас каска раната интервенција и тука е поле каде што стварно треба да работиме на раната интервенција. Со самата имплантација веќе на 3-4 годишна возраст, тие деца, мозочето на тие деца веќе почнало да дава предност на визуелниот свет и многу потешко се развива говорот. Меѓутоа, на крајот на денот, кога ќе го извадат кохлеарот, сепак е тоа апаратче со батерии, тие деца повторно се глуви. Ние не сме ги направиле слушни деца, само сме им помогнале, барем на некој начин, да ја слушна, да го слушна звукот на природата, не мора да биде на говорот. Едноставно да знаат ако некој им свирне од безбедната причина на улица дека треба да се поместат или да возат точак, па на велосипедска патека ќе добиете сигнал. Како не размислуваме секој од нас дека можеби тој пред нас на кој што сме му свирнали не слуша и не може да се помести ако
ние сметаме дека ќе поминеме со тоа што ќе дадеме сигнал дека треба да се помести. Значи и од безбедносна причина, не само говор, значи не значи кохлеарниот имплант дека ние ќе развиеме говор. Едноставно ќе проба на некој начин да се вклучи во општеството и во да ја слушне буквално природата. Кратко, бидејќи веќе говориме за овој апарат, дали тоа значи дека ако му се обратиме на лице со иста реченица, и вие и јас, нема да не разбере? Токму така, значи секој од нас има различна фреквенција на говор и кај него различно се пренесува тој импулс во мозочето. И не значи дека, доколку научило мозочето дека тој збор кажан од мама, исто звучи или исто значи, доколку го каже некој стран човек кој што не го видел од страна, можеби ќе претпостави по гестот, по гестикулацијата, затоа што уча знаковен, меѓутоа кај него не значи исто. Кај него исто така многу е тешко совладувањето на македонскиот јазик граматички, затоа што не знам маче, мачките, мачето во пишаниот говор. Тоа се различни зборови, затоа што зборовите ги учат како множество од букви. Ви благодарам многу за сите информации, што имавме можност да кажеме нешто повеќе за предизвиците во пресрет на денешниот ден. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека внимателно слушавте за сите предизвици со кои се соочуваат лицата со оштетен слух и оние лица кои што носат слушни помагала. Напоменавме нешто повеќе за предизвиците, но исто така и за стигмата со која се соочуваат во општеството од самото носење на тие слушни помагала.